Добре дојдовте на свечената академија по повод 19 години од основањето на Универзитетот Гоце Делчев. Денеска го славиме датумот во кој една идеја имаме со јасна визија нова институција која што навистина представува Европски универзитет, место каде што не само нашите студенти добиваат знаења, туку место каде и простор каде што може да направат, да ги реализираат своите идеи, простор каде што може да станат навистина успешни млади луѓе и гордост за целата нација. Ми представува задоволство што имаме заокружување успешно и на оваа 19-та година од основањето. Имавме навистина плодотворна недела во која што имавме гости од сите 8 универзитети, заедно со нас 9 универзитети од Европската универзитетска алијанса, беа гости ректорите од сите институции, имаше договори, беа подпишани и договорите за размена на податоци, што е основа за формирањето на идно правно лице. Се надевам дека имаше дополнително состаноци на институционалните раководители на овој проект од сите 9 универзитети, се над 90 на гости од цела Европа, речиси од сите нации, студенти и професори кои што работат напорно да оваа универзитетска алијанса биде навистина простор каде што нашите студенти и нашите наставници ќе може да работат рамо до рамо со европските колеги, со колегите од европските универзитети и да бидат дел од европскиот универзитетски простор. Над 35.000 скоро студенти поминале низ Универзитетот Гоце Делчев во овие 19 години. Во моментот имаме околу 8.000 активни студенти на сите 3 циклуси. Континуирано работиме, секоја година работиме на подобрување и унапредување на студиските програми. Сега сме преку алијансата во процес во кој што програмите целосно ги усогласуваме со европските програми и разменуваме, заедно отвараме прозори на мобилност во нашите, сите 9 универзитети го прават тоа, но и правиме заеднички студиски програми со нив, почнуваме со неколку области и веќе се напредни на мастер и на докторски студии. Тука се фокусираме бидејќи тоа е првиот дел каде што ќе се јави спојот со другите 9 универзитети. На сите 9 универзитети работиме на докторски студии во областа на здравството, како нели еден од најважните сектори за развој на едно општество и веројатно и највитален. Се работат на 3 студиски програми, во моментот 3 има вкупно 14 проекти се развиваат, фармација, заеднички студиски програми во областа на фармацијата, во областа на педагогијата, во повеќе сектори се работи и наша цел крајна е до крајот на овој процес, на првата фаза од алијансата, да секој наш факултет има најмалку еден заеднички студиски програм со еден европски партнер од рамки на алијансата. Инаку постојано ги унапредуваме и сите други студиски програми, речиси сите поголеми факултети имаат не само еден, повеќе студиски програми на англиски јазик и тоа отвора таа можност за интернационализацијата на универзитетот, така како што сметаме дека треба да биде еден современ и отворен европски универзитет. Па една од целите нашите дипломи и сега се признаени во Европската унија, мора да го да се потенцира тоа. Впрочем, и многу наши лекари се лекари надвор од границите на државата, но овој процес ќе биде целосно олеснет, бидејќи идејата на овој Европски универзитет е покрај националната диплома да се издаде и диплома од Европскиот универзитет, кој што, како што кажавме, ќе биде лоцирано, правно лице лоцирано во Брисел, ќе работи по европските, исклучиво по европските норми и правила, ќе има посебен академски одбор, посебен систем за акредитација и сето тоа ќе им олесни на нашите студенти движење во тој високообразован простор и собирање на знаење кои јас искрено се надевам дека ги користат овде во нашата држава. 19 години постоење на Универзитетот Гоце Делчев Штип не представува само една символична бројка, туку ја искажува симбиозата помеѓу тоа како професорите работат и како студентите живеат на овој универзитет. Универзитетот е многу повеќе од само образование и некоја форма на теорија, бидејќи сето тоа представува едно животно искуство за секој од нас. Можам слободно да кажам дека сум горд што сум дел од колективот на Универзитетот Гоце Делчев Штип, а воедно исто така како претседател на студентски организираната медицинска асоциација СОМА Штип, можам слободно да кажам дека сме горди што сме под покровителство на
нашиот универзитет и самата работа и подршка која што е заемна низ сите овие години се докажала и покажала низ сите работи и дела кои што ги имаме самите направено. За мене оваа годишнина е приказна помеѓу луѓето кои што инспирираат, односно професорите и студентите кои што се овде да ја оживаат нивната идеја. Воедно би сакал да се заблагодарам на секој еден кој што зел учествува и активно се залага за нас студентите. Нека оваа годишнина биде нешто што ќе здрачи во иднина, нека ги инспирира сите. Се надевам и на студентите и професорите за уште поголема работа и труд во иднина. Вистина ми е драго што Универзитетот Гоце Делчев одбележува 19 години постоење, 19 години развој на универзитетот кој создаде вредност во нашиот град и како се развива универзитетот, така се развива и град Штип. Поразличен е градот од локален економски аспект со отварањето на Универзитетот Гоце Делчев, а мене ми е уште подраго што оваа 19-та година од постоењето на универзитетот можеме да бележиме и дополнителни промени во позитивна насока. Членувањето во Европската асоциација на европски универзитети даваат дополнителна вредност на универзитетот, можност за размена на студенти, сето она кое што како знаење ни е неопходно да биде пренесено во нашиот град, кое директно ќе влие на позитивни промени на пазарот на трудот и можност компаниите да најдат соодветна квалификувана работна сила која ќе го развива и ќе го движи нашиот град. Посакувам во годините кои што следуваат многу студенти, многу пренос на знаење и одбележување на уште долги години постоење на Универзитетот Гоце Делчев. Сакам само накратко да го споделам моето искуство како студент на овој универзитет со вас. Студирањето тука за мене беше период полн со предизвици, но исто така и со многу можности. Јас учествував и во студентски организации, каде што научив како теоријата се претвора во акција, но исто така овој универзитет не нуди учество на научни конференции, каде што ние студентите учиме како студентскиот труд се претвора во дел од научниот диалог. Доделувањето на признанието за најдобар студент за мене представува голема чест, па би сакала да работам како доктор во нашата држава, ќе видиме како ќе бидат можностите.